Ćao другари, добредојавте назад на мојот YouTube канал и добредојавте во мојот нов, слободно можам да кажам, влог, затоа што нема да сум стациониран дома. Како и да е, во денешното видео одлучив да, уствари не одлучив ништо, ќе ви снимам како ќе купам звучник и ќе правам unboxing и ова ќе биде мојот прв unboxing во животот на YouTube. Не знам колку тоа ве интересира, меѓутоа знам дека сите сте упатени со, односно во мојата потрага по Bluetooth звучник. Имавте можност во еден од претходните влогови да видите дека бевме со Ивона и Силјан да бараме звучник. Вчера официјално си купив и Spotify, ети тоа да ви се пофалам, за да можам онака на вистински начин да го користам новиот звучник. На крајот сепак се одлучив за еден звучник од Anchoch. Станува збор за некоја нова марка, Soundcore, нешто така, ако не се лажам. Ќе ви оставам овде слика доколку ви интересира да можете да прогуглате. Ја не се разбирам многу звучници, така што не случајно со мене го земав и Силјан минатиот пат кога бев да ги гледам звучнициве. Ги поминавме сите можни продавници, од Техномаркет до Нептун, до Anchoch, до Сетек, буквално се. Покрај JBL ова ми беше единствениот некако соодветен. Иако првично сакав да купам некој звучник со микрофон, меѓутоа сватив дека таквите звучници сами по себе не можат да емитуваат квалитетен звук. При тоа купуваш нешто што е баш онака ефтино. Мислам, ефтино изгледа ако плаќаш многу пари. Тие микрофони се онака пластични, живи никакви и просто не е нужно да имам микрофон. Така што не знам како одлуката падна на Soundcore. Валјда правилно го изговарам, прв пат слушам за маркава. Само сакав да го најавам видеото, не знам што се ви изнакажа. Како и да е, веќе ми стана жешко ова јакната, меѓутоа се спремив за да излезам и заборавив дека не го најавив денешниот влог, па се стационирав за некако подобро да ме гледате и слушате, затоа што надвор полека се стемнува, веќе е на кај 3 кусур, така што ве носам со мене да го купиме новиот звучник, се враќаме дома и правиме unboxing и кратка рецензија колку јас за тоа сум способен, затоа што единствено што можеме да ви пуштам музика да слушнете како се слуша. Све останато, доколку ви интересира, постои Google, вака се вика звучникот, па прогуглајте, едуцирајте се. Доколку некој од вас има ваков звучник, обавезно нека ме контактира и нека ги сподели со мене искуствата, ако можам така да кажам. Патем се откако се избричив, уште повеќе ми се познава ова чудо на сред образ, што не знам како да го третирам за да помине што поскоро, оти стварно ми да на живци изгледам грозно. Ај што се избричив, па не личам на себе, па уште ова ми фалеше на целова мајка. Одвратно. Возам еве и баш сум онака возбуден. Прв пат сум возбуден за нешто што е поврзано со технологија, да не е телефон. Само кога купувам телефон сум онака хајпнат, се за звучник, човече. Само уште кога би знаел кај да се паркирам, затоа што погледнете како изгледа моментално градот. А тука е Anchoch. Паркирав скрос на другата страна, така што морам пешки да идам до Anchoch и сега морам звучникот ако го купам да го мркнам таму до крај. Мркнам бе. Не знам колку ќе можам внатре да ви снимам затоа што некако непристојно ми е, али сега ќе ви се јавам кога ќе завршам. Ја оставив колава на место кое не е предвидено за паркинг, така што се надевам дека нема да плаќам и паок. Еве го, Soundcore, Anker, Wireless Party Speaker, Rave Mini, водоотворене. Тоа делува интересно. Там-там-тарам, that's mine. Идам да го однесам у кола чудово, се прибирам дома и ви правам unboxing. Добрата работа меѓу другото е тоа што паук не ми ја кренал колата, затоа што овде завршува като колоната за паркинг и јас сум паркирам баш до пешачки. Знам дека не е културно, ама сега кај да идам од женем. И другари, се прибрав еве дома и се извинувам однапред затоа што све околу мене некако свети. Не можев да гасам, да палам, да местам, се надам дека не ми пречи. By the way, еве го лепотанот и ова е воедно прв мој unboxing ever. Значи не ми замерувајте ако ви делувам онака кринч, не знам како да реагирам. Звучникот го купив у Anchoch, Куманово и чини 7990 денари, што е 130 евра, 140 евра, така некако. Водоотпорене, 18 часа издржува без струја, односно толку му трае батеријата. За него постои апликација на Google Play Store и на App Store. Можете преку телефон све да контролирате. Што уште може? Можете да си го полните телефонот на него. Ете, тоа се некои предности и општи информации. Доколку ви интересира нешто повеќе, ја апелирам да се изгуглате, затоа што не сум вистинскиот човек кој може да ви го представи овој производ, затоа што не знам да правам рецензии, односно не знам да тестирам било што, затоа со мене секогаш се носам луѓе кои
се разбираат. Веќе ви напоменав дека со Силјан и Ивона го гледавме истиот овој звучник у сабота, меѓутоа продавницата затвори, у недела не работеа и денеска е вистинско време ја сам да отидам и да си го купам. Малку се оддалечив со надеж дека подобро ќе гледате што овде се случува. Постојат вакви заштитни картони, појма немам. Опа! И еве го! Внатре доаѓа со кутија во која што претпоставувам дека има полнач и има уште еден заштитен картон долу. Океј. Заборев да напоменам дека звучникот има 1 година гаранција. Тако нешто ви значи. Океј, мора на самиот почеток да кажам дека естетски изгледа стварно пресовршено. Ептен добро е дизајниран, може да стои вака. Пред да го вклучам, сакам да видам што има овде во кутијата. Претпоставам дека има и некакво упатство, бла бла бла, што кој македонец користи такви ствари. Добро, ова е корисно. Океј, ево го. Релативно краток кабел. Ова е инаку најодвратното осветлување што некад сум го имал у некое видео, меѓутоа не ми замерувајте, стварно бев онака превозбуден да отворам и све да ви покажам веднаш и не можев да местам се неонки, да гасам, да палам. Да се префрлиме на главното. Се пали овде, горе. Хит! Мора да ви покажам, не знам овде дали гледате како изгледа до згора. Да, заборив да ви покажам дека и ова свети. Уште една работа со ова што ќе ми свети. Ќе видиме тоа како ќе функционира. Позади имате вакво чудо во кое што се става полначот. Сега ви кажам што конкретно има, затоа што ништо не гледам као. Океј, се сконтав, има 3 дупчиња, од кое што едното дупче е за полначот, другото е за USB, а третото е за AUX кабел. Ајде бе! Аха! Не се треба да пуштам некоја песна која не е копирајтка, окей. И здраво на сите, добре дојдовте назад на мојот YouTube канал. Не можам сад се да се слушам никако. Не сте свесни колку звукот е кристално чист, јасен и колку всушност звучникот е гласен, затоа што ја го пробував, односно го тестирав у продавница која е релативно голема, а мојава соба е далеку помала од таа продавница, така што баш добро звучи, преонака возбуден сум. Душа колеба, ми смо љубав штос, сакрити не може, ми смо боје штос, никада не сложи, ми смо браќа штос, до смрти сваѓају, а воле се, воле до неба. Јеј! By the way, пред да го купам овој звучникот, кога се преселив во оваа соба, го користев ова Huawei звучниче, кој го добив гратис кога го купував телефонот. Сонцето изгрева, буди се! Ја овде некаде ќе се одјавам, затоа што жив не сум онака да си изнапуштам песни кои сакам да ги слушам, а не можам овде да ви ги пуштам затоа што ќе добијам копирајт, така што идам онака да се изнавикам, да се изнапеам, да се изнаслушам музика и да го монтирам ова за најскоро можно време да го гледате, да ви се пофалам онака дека си купив звучник, затоа што претходниот влог имавте можност да видите дека бараме звучник, така што мислам дека некако е све поврзано. Како и да ви благодарам што ме гледавте, се надевам дека ви се допаѓа мојот избор. Доколку некој од вас го има истиот овој звучник, нека ми јави искуства. Јас исто така ќе ви ги пренесам моите импресии по некој известно време, затоа што мислам дека е прерано, сега сум возбуден, хајпнат, меѓутоа сигурно има и своји предности, своји недостатоци, како и све нешто во животот, така што следете ме и сигурно ќе бидете во текст со све што се случува. Ставете лайк, претплатете се на мојот YouTube канал, доколку се уште не сте претплатени, не се гледам веќе утре во исто време на исто место. Чао!